Од овој документ јасно се гледа дека Ковачевски од страна на лекари е прогласен за трајно неспособен. Ова води до два заклучока. Или Ковачевски го злоупотребил влијанието на татко му, кој тогаш бил градоначалник на Куманово и партиски функционер на СДС и добил лажно лекарско мислење, или тој навистина е трајно неспособен. Доколку Ковачевски не лажел и не се служил со измама, тогаш ние за премиер на државата имаме трајно неспособен човек. А самата диагноза кажува дека неговата неспособност не може да се отстрани, тоест дека таквата состојба кај него е трајна, што значи дека истата може само да се влошува. Доколку Ковачевски лажал за својата здравствена ситуација, тогаш ние на чело на државата имаме патолошки лажго. И во двата случаи, односно и доколку лажал и доколку е трајно неспособен, Ковачевски како премиер е опасност за државата. Ковачевски мора да си даде оставка.